Здруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани во сабота тргнуваат за Белград да му одадат почит на некогашниот претседател на СФРЈ Јосип Броз Тито. 35 членови на Кочанското здружение и почитувачи на ликот и делото на Тито во Белград пристигнуваат во недела, која ќе положат свежо цвеќе на неговиот гроб и на гробот на сопругата на Тито, Јованка Броз. Здружението на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани, како и секоја година до сега и оваа година, ќе отиде на гробот на нашиот патрон, маршалот на Југославија Јосип Броз Тито, за да го одбележи денот на неговото заминување од овој свет. Така и оваа година ќе отидеме во Белград и сега ќе положиме цвеќе и на неговиот гроб и на гробот на неговата сопруга Јованка Броз. На одбележување на денот на смртта на Тито ќе присуствуваат граѓани од сите краеви на поранешна Југословенска република. Најмногу словенци, а ќе има и од Босна и Херцеговина, Македонија и Хрватска. Членовите на Кочанското здружение ќе присуствуваат и на комеморативната седница во чест на маршалот. Во соработка со другите здруженија од поранешна Југославија, веќе вчера се пристигнати 2 автобуса од Словенија. Има и други активности овие денови, а за утришниот ден, ова е трета година поред, се прави комеморативна седница во чест на маршалот Јосип Броз Тито, која комеморативна седница почнува во 11 часот во салата. Од Македонија секоја година се присутни само членовите на Кочанското здружение. Скопјани како да го забораваат делото на Тито, вели Николов. За жал може да го истакнам тоа дека од Македонија горе-доле само ние сме така поактивни, од Скопје како што голем град и што најмногу треба да бидат благодарни на другарот Тито, некако дали намерно, дали не знам како го забрават неговото дело што е придонесел за Скопје и поготово после земјотресот. Николов и Трендов упатија апел до сите нивни истомисленици и почитувачи на делото на Тито да ги поддржат во акцијата. Сите кои одаваат почит таму одат со беџови со ликот на Тито, со знамење на СФРЈ и некогашниот сојуз на комунисти, како и со капи петокраки. Инаку Јосип Броз Тито почина на 4 мај 1980 година во болница во Љубљана, а на неговиот погреб во Белград присуствуваа повеќе од 200 високи личности, дури од 127 држави. Тито на чело на СФРЈ беше полни 35 години.